Почитувани мој добар ден. Вие сте во терминот заедно со мене наменет за црвена линија и секако за дискусија на која што сите сте добре дојдени. Оние кои што редовно не следат, верувам дека веќе со нетрпение очекуваат за тоа за што ќе зборуваме, но ете јас ги охрабрувам и останатите да го завртат телефонскиот број денес 0230700005 и секако мислам дека ќе ви биде можне интересно да кажете збор 2 секако за она за што ќе зборуваме денес. А за што ќе зборуваме? За тоа дека според интернет страницата Happiest Countries in the World или во превод најсреќните земји во светот за 2023 година, односно 2022, верувам дека е подобро да кажеме, се наоѓаме на 92-то место според чувството за среќа. Значи направена е анкета, па еве тука сме на 92-то место. На Балканот е интересно дека сме последни по тоа како се чувствуваме, дали среќни доволно. Што е тоа што не држи заковани на дното? Тоа е она за што ќе зборуваме денес со вас. Секако системот кој функционира само за одредени група на луѓе, дали е тоа невработеноста и ниските плати, корупцијата што се јавува на секое ќоше. Што е тоа што етак не држи заковани, се разбира, на дното. Но секако ќе побараме од вас да ја проширите дискусијата и на социјалните медиуми, особено кликнете на црвена линија профилот, како и на Телма телевизија, истиот профил на Facebook, секако и Twitter, а тука можете да шернувате, лајкнувате и коментирате. Јас многу ќе ми биде драго ако веднаш кликнете на заследи копчето на Instagram со оглед на тоа дека на Instagram стори црвена линија, доколку кликнете и тука ќе можете да го видите и нашето денешно прашање за сите оние кои што не следат на Instagram. Прашуваме дали се чувствувате среќни во Македонија. Одговарате со да или не. А кој колку одговорил со да, кој колку одговорил со не, ќе соопштиме таму некаде по рекламите при крајот на ова денешно издание. Секако ќе бидам среќна еве ако денес продискутираме за тоа како се чувствувате во Македонија и дали сметате дека во Македонија постои категорија на луѓе кои што навистина им е добро и моди и се чувствуваат среќни. Иако сме, ќе повторам, според интернет страницата најсреќни земји во светот на 92-то место според чувството за среќа. Добар ден. Добар ден. Дали сте на линија? Да, вие сте и тоа на црвена линија. Дали сте среќни во Македонија? Премногу, презадоволен, 500 евра плата најниска, убав живот за сите, што така вие народ повеќе од тоа бе. А леле му обеќаа 500 евра дека ќе имат најубав живот, ќе имат тоа во светот, во Македонија дитма. Ево го дојди тие убавиот живот. Се е покачено, струја покачена, лекови покачени, на пензионерите му обеќаа дека без пари ќе се возат по Скопје, сега немат ни за пари превоз. Му обеќаа дека најниската плата ќе биде 500 евра, дојди до 300 евра едва, ама се интеритна над 100% се покачија. Значи убав живот, лагоден, то нема и каде бе. Тоа што го обеќаа вие, стварно и го испанија. Вие народ уште многу време ќе пате, им верува на лаги. И така нека продолже и нека гласа паза вие од СДС уште повеќе да страда. Оти така им треба, пензионерите се надеваа дека без пари се возат, ама сега ни за сапари нема автобус. Мислеа дека ќе им дадат по 500 евра плата. Нема ни вие по 300 евра не им дават од фирмите. Ќе му даде 300 евра преко банка, ама останатите треба да ги врате. Само ќе земе 12 дарки, а не 18. Фала многу пријатно. Благодарам и вам што се јавивте така први во црвена линија. Ќе потсетам оние кои што подосна се вклучија, драги мои. Денес говориме за тоа дека според чувството како граѓани колку сме среќни се најдовме на 92-то место на според анкетата на интернет страницата најсреќни земји во светот
Рекорди руши Финска како земја. Ќе откриеме можеби ако имаме време подосна зошто е тоа така, бидејќи предност секако имаат секогаш гледачите. Но еве следниот гледач може да ни каже што е тоа можеби што не држи заковани за дното. Дали е тоа системот кој функционира само за одредена група на луѓе, дали е можеби невработеноста и ниските плати или пак корупцијата што се јавува на секој ќоше. И кои се всушност среќните луѓе во Македонија? Добар ден. Добар ден. Еве, според вас, кои се најсреќни луѓе во Македонија? Прашање за мене? Да. Па сите што се во власта и околу власта. Тука околу 200-300 луѓе што се во власта и се насреќни. За ним работи цела Македонија. Ќе ми го земите времето да кажам. Не е невработеноста, не се малите плати. Ние работиме и приватно, лево, десно, ќе се снајдеме. Најтешко ние кој ќе слушаме како овие што се и сега сакат да влезат во влада, влегуваат само за крадење и ерамила. Што не ни чини? Зошто сакаме да се одиме од Македонија? Од системот. Не може системот некој да гази пешаци на пешачки премин градоначалник или било кој или оба или на Алија Кмети да му биде внук му па ова, тој нема ни да лежи ни на секунда во затворот, а јас за 10 пакети цигари ќе лежат затвор. Системот бегаме. Не чини системот. Не е равноправен. Ова се треба откорен менување, нови луѓе да си дојдат млади како вас, све она да се откорни ВМРО и СДС, дуи сето тоа да се откорни. Гледате, стално се повикува само дека македонци одат по затвори ова она. Ами заедно се во влада со дуи, оти пати ја не одговарат за корупција и за сите тие работи. Немојте да се лажиме луѓе. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија и што споделивте кој е вашиот став однос на тоа што е потребно нели да се скачиме на скалилото, да не бидеме барем на 92-то место според тоа како се чувствуваме, дали среќни или несреќни. Но она секако што сакаме да продискутираме со вас, кои се според вас среќните луѓе во Македонија? Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, Црвена линија. На линија сум? Да, Црвена линија, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, нема да ме слушнете така. Стишете го телевизорот. Се јавувам од Битола. Поздрав до битолчани. Фала многу и имам тука една приметба. Невработеноста е пишите малите плати или корупцијата. Треба да напишите убаво. Вратете го комунизмо назад и со уставот 74 година и судот за здружен труд. Ако сакаме да бидеме пак како што бевме порано, без пари здравство, без пари школство, имав деца кои одеа на летовање без пари. Добро, ето на море одеа. Има после тука еден кредит што даваше самото предпријатие, си купи стан, се жени, 2 деца ми се родија, не јас жената ги роди и како да кажам без комунизмов и самоуправувањето, ако не го вратиме назад, џабе овие луѓе само си кажуваат те СДС, те не знам кој ВМРО, кој вака, кој така. Тоа е само муабети да си правиме и ништо друго. Зато ве молам како... Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Внимавајте на тајмерот, секогаш ќе подсетуваме и на тоа 90 секунди, но тоа не значи дека не може репете. Како што велам јас, значи слободно бидете се уште еднаш, ќе имате можност нели да се доискажете во наредни 90 секунди. Одиме понатаму ако имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Прашање до вас, дали се чувствувате среќни во Македонија? Да. Да. Можам да кажам дека Македонија е прекрасно место за живење. Само што и системот не е толку, да речеме, рѓав или лош. Само што
македонскиот народ повеќе треба да работи. Сега, среќни сме ние затоа што на Балканот и во Македонија се живее со семејство, со родители, со деца и така натаму. Роднини и пријатели. Додека на Западот малце поинако, сум имал прилика да сретнам луѓе кои што се родени во Шведска и живеат во Шведска. Швеѓани кои што на неговата свадба поради обврски неговиот родител не присуствувал. И како можеме да кажеме дека тие се среќни? Среќата е релативна работа, значи систем од нас не прави несреќни. Или доколку некои политичари не ја водат државата како што не треба, зашто ние да се чувствуваме несреќни? Веќе кажам, бидејќи ја спомнавте Шведска за Финска, зошто избила на првото место и тоа неколку години, социјална поддршка, животен век, дарежливост и отсуство на корупција. Така, затоа што кај нив корупцијата ја нема или ја има во многу мали проценти, затоа тие се чувствуваат среќни. Благодарам многу за јавувањето и сега којта што споделивте нешто со што сте запознаен, особено кога зборуваме за земјите како што е Шведска, кој што несомнено годините наназад, барем според ваквите анкети, со Финска, Норвешка се наоѓаат, па тука и Данска се наоѓаат високо на листите за тоа каде се најсреќните земји за живот. Секако во предвид ќе посетам се земени како параметри социјалната поддршка, животниот век, дарежливост и отсуството на корупција. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Вака. Би сакал да кажам дали ние сме среќни во оваа наша мала земја. Ја би сакал да кажам, наша несреќа е што се родивме во држава со пречки во развојот и политичари со посебни потреби. Ова го велам, бидејќи тие посебни потреби им се базираат за нивните потреби. Додека не ги гледаат во другите земји како е развиен социјалниот систем, образовниот систем и ред други работи кои што треба секој човек да ги ужива своите права, они тоа не го преземаат. И затоа ќе кажам, држава со пречки во развојот и политичари со посебни потреби. Имајте убав ден, пријатно. Благодарам за јавувањето. Покуси од тоа што е предвидено за вас, но секако драго ни е дека еве се јавивте и дадовте мислење, став, можам слободно да кажам и дефиниција за тоа како ја чувствувате Македонија како среќна во однос на тоа колку е среќна земја за живот, но како да останете понатаму да не следите, затоа што еве можете да слушнете што ќе рече следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Прашање до вас, дали се чувствувате среќни во Македонија? Не. Како го утреđи? А кои се најсреќните луѓе во Македонија според вас? Најсреќните знаат кои. Тој одете ти таму со ове. Не се што се добргајат. Нема среќен обичен човек. Ти се чува него? Него свира с уста. А сега се чува човек да свира с уста? Не. Нема. Кога се среќен? Сега тие бандитите, оповите, тие се среќи. Тие носиве децењето. Ако немаш пари, скупиш некој. Немаш пари, скупиш. А братко, немаш пари, скупиш. А како ќе бидеш среќен? Не можеш да бидеш. Само кај нас чако да му помогти. Јас следам. До кога ќе трае ово? Не знам, тоа е мандара си бъде. А народ трпи Македонија. Трпиче, не знам многу. Ама јас не знам што е ова. А кажете ми, еве, според вас број 1, што е тоа што не држи на дното? Дали е системот, невработеноста или корупцијата? Корупцијата. Каде е пари, тоа е проједен. Јас на тоа што ме се мисля дека да престане да биде. Да престане местото. Благодарам и за вашите 90 секунди во ова издание на Црвена линија. Малку еве
да проговориме за тоа како се добива прво место кога се рангираат земјите по тоа кои се најсреќни земји за живот. Интересно е дека зборувајќи за довербата, психолог од Финска Мартила вели дека минатогодишните истражувања покажале дека 11 од 12 изгубени паричници во Хелсинки биле вратени на нивните собственици, дека финците ја ценат честноста. Интересен факт, ќе откриваме постепено понатаму во текот на ова издание, но предност ви даваме вам, гледачите. Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме? Добро, еве, добро е. Се слушаме ли? Добро вечер. Добар ден. Добар ден, нека биде. Па еве, според вас, прво прашање, всушност, дали сте среќни во Македонија и кои се најсреќната категорија луѓе во Македонија? Па... Ве слушаме, продолжете. Најсреќниот народ е во Македонија, бидејќи во Македонија нема ниту еден политичар кој е сирома, а со тоа сакам да кажам, еден од политичарите или било кој функционер во нашата држава, нека еден ден се замени со еден граѓанин кој зема социјално од 6000 денари, па да ја осети колку е среќата во Македонија. По светот, политичарите кои прават грешка или било кои функционери, си го земаат својот живот, затоа што живеат на гребот на народот. Толку има. Тоа би било се? Да. Добро, во ред, благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Зошто го издвоив ова кога зборуваме за тоа дека од 12 вкупно нели новчаници, односно кои што исчезнале, 11 биле вратени во Финска, значи изгубени паричници. Тоа значи дека финците и како поединци, односно секој граѓанин засебно многу ја цени честноста и најверојатно и политичарите не се од некој друг универзум, туку и тие се сушност од народот. Што се случува кај нас? Еве, според вас, како можеме да излеземе од дното? Што е она на прво што треба да работиме? Невработеноста, системот или корупцијата? Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Се јавам од Битола. Драго ни е, еве, втор гледач од Битола, битолчани не следат редовно, повелете. Државата ни е во ред. Нема мажи кај нас да застанат здраво. Инако македонскиот народ е плашлив. Ова се решава за многу брзо време. Да се врати поранешно удба треба, да се затегни полицијата да работи, судството да работи и доста е со корумпираност. Инаку државата ни е супер, платите се супер, невработеноста не се согласувам, од невработеност има, барат луѓето, ете во Битола, например, на секој чекор се бара работник, поќе. Тоа од сигурни извори го знам. Кој што сака да работи има за работа, али нема мажи. Во политиката треба маж. Не е само дојди на власт, земи стан, направи се од 50 на 200 кила по кафани, жени, неизживеани луѓе и тоа. А еве, според вас, која е најсреќната категорија граѓани во Македонија? Најсреќната категорија на граѓани е таа што мисли дека другите дека се заспани. Мисли дека другите ништо не знаат, доста е со тие тендери, доста е народот, му е прекипан од тие работи. Инако Македонија е добар живот, али треба. Благодарам многу за јавувањето. Кога веќе зборуваме за среќа, сега малку му дојде времето, оние кои што вчера следеат црвена линија знаат дека по завршувањето на црвена линија, еве, можат да се почувствуваат среќно,
Единствен начин да се случи тоа е се разбира по црвена линија заедно со мене да останете на програмата на Тилма телевизија, каде што еве може да видите ќе се заврти тркалото на Тилма и тоа ќе биде можно сете така попладневно додека одмарате, уживате и гледате телевизија Тилма да освоите и некоја награда. Верувајте, ќе се чувствувате добро, а и убаво кога ќе те заследи среќа. Затоа само треба да останете по црвена линија заедно со мене и да го завртиме тркалото. Бројот е оној кој што го вртите вие, 023070005 и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, па еве, дали се... Исто до вас и до цела ваша телевизија и до сите ваши гледачи. Благодарам многу. Дали се чувствувате среќни во Македонија? Пресреќна. Пресреќна зашто живеам во земја. Пресреќна се чувствувам. Вистина пресреќна, зашто сите ни се живи и здрави. Ние сите влегуваме во политика. Се поделивме на мои, ваши, наши, било по која основ. Сите гледаме во туѓите дворови, никој не си гледаме како да си преживееме, како треба да бидеме среќни. Дека кога ќе излезеш на улица, гледаш деца света облечени, променати, додека ние растевме. Имаше деца со крпени чорапи, со крпени панталончина, со папики никакви, сега се сите во најубо. Кога влегуваш во маркетите, кошниците се полни, без разлика на скапо или ефтино. Кој го мрзи да работи, тој никогаш ќе нема. Секој ако работи ќе биде пресреќен. Од секогаш имало богати, сиромаши, средни и не. Јас да сум ова држава, на никој нема да му дам социјална помош, зашто само исклучиво на болни, не дај Боже, што не може да работи. А секој способно работи. Да си ја земи мотиката, да си работи, да си има и ние ќе бидеме пресреќна земја. Ние сме земја, трудолюбива, се поштоваме меѓусобно. Кога си излезам на улица, можам со некој да речам добар ден и добро вечер, додека во другите земји не се ни познава. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Сега уште нешто пред да го вклучиме гледачот. Интересно, бидејќи низа ред години, можеби повеќе од 5 години, Финска е на првото место по тоа како најсрекна земја за живот. Интересно е за финците како народ, значи не е само не се зборува толку за политичарите, колку за жителите, дека никогаш не се споредуваат со соседите. Се грижат за сопствената работа, имаат висок степен на меѓусебна доверба и ја почитуваат природата. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Се чувствувате ли среќен во Македонија? Вака сега. Ке плаче овој заспан народ по Тито и по Југославија, еден ден кој ќе се разбуди во туѓа држава, во сиромаштие и без никакви права. За да биде тој финскиот народ најсреќен, треба да има висок стандард. Повеќето од граѓаните да се средна класа и треба судството да не работи селективно. За сите да биде еднакво. Тогаш ќе бидат сите граѓани среќни. Дали ова што се јави претходнава и другиве, што ја бранат власта или, како да наречам, состојбава, а дали видоа насмеано лице на улица. Нека излезат на улица, нека видат дали ќе сретат еден насмеан човек. Што сакам да кажам? Најсреќни луѓе во Македонија се 1%, 20.000 милионери, што за овие 30 години, злоупотребувајќи ја својата функција, станаа милионери. Од опинци станаа богаташи и капиталисти. Тие се најсреќни. Другите 20 чекаат да си отидат од држава ако можат. Која е таа среќа кога законот важи само за обичните смртници? Значи судовите кога судат само за обичните смртници, но не и за политичарите и за богатите. Каде е тука среќата? Каде е тука среќата кога 70% зимаат помалку од 20.000 денари? Каде што има многу невработени? Каде што се вработуваат со лажни дипломи и партиски луѓе? Благодарам многу и вам за јавувањето. Ќе ве посетам само внимателно со тајмерот, за да не се исклучува автоматски тоа да се случува посред реченица. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Дали сте среќни во Македонија? Не. Не само ја, него 99%
од граѓаните не се среќни. Ќе ви кажам зошто. Зошто во Македонија нема држава, нема систем, нема правда, нема економија, само има алчни политичари. Ништо повеќе. Живееме кобајаги во демократија, со партиски систем, меѓутоа живееме во едноумие. Ако си спротив мислењето на владаечката гарнитура, ти си против државата. Фактички живееме живот ден за ден. 1% да биде среќен, а 99% да се несреќни луѓе. Кои се тие 1% според вас што се среќни во Македонија? Политичарите. Што ги прави толку среќни? Парите од народот. Владеењето. Ве молам. Продолжете, имате се уште време. Парите од народот што ги земат, што го плячкат народот. Ми се убацувате и не можам да зборувам, ми се прекинува телефонот. Ми врви тајмерот. Парите од народот што ги земат, што го умалажуваат народот, што не е безбеден во својата држава да живее и зато нагло се одселува. Кога би биле политичарите на место, јас не ги критикувам само власта и опозицијата, комплет политичари во државава што се. Благодарам за јавувањето и секако очекуваме да вклучиме и нов гледач. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Намален ли е тонот на телевизорот? Да, като одна реакција. Јас сакав да заврши го смеѓава пред мене и за да можам ја да дрндам. Не се чувствуваме дека тоа го правите, туку убаво зборувате, повелете. Добро, ја Повелете? Интересно нешто се случи. Гледате колку не е сензитивна црвената линија, кога употребивте збор што беше наменет кон вас. Значи, автоматски се вклучува сензитивна, ништо ќе се обидете повторно на 023070005. Ја ќе кажам зошто се разбира правилото такво. Црвена линија е категорија емисија која што е намената за целата публика. Тоа значи дека и малолетната публика слободно може да ја следи, зошто нели токму од вас, драги гледачи, да слушаат зборови кои што нели може да бидат поинакви. Како да го очекуваме гледачот, го знае правилото на 023070005, нека заврти повторно. Интересно нешто што е и за во однос на земјите кои што се најсрекни, најчесто тоа се северните земји, северноевропските земји. Интересно е дека никогаш не се споредуваат со другите, ниту пак се фалат со својата среќа. Но тука ќе застанам и ќе вклучам веднаш гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од црвена линија. Дали се чувствуваме стрекни? 50-50. 50% затоа што здравието не служи, мислам, фамилијата моја ми е здрава и жива и потом наследниците, а 50% затоа што ме плаши однесувањето на политичарите и функционерите во државата за еднината на моето семејство и на државата. Затоа што се повеќе се толерира корупцијата, се повеќе тие што се колнат дека работат во името на народот и за народот, се поише го прават овој народ будала. Тоа многу ме плаши и со тоа фактички доаѓаме во ситуација да се плашиме за еднината на државата и за нас, за семејствата. Затоа што се тако нивно однесување го поттикнува иселувањето од државата, па да не речам и замирање на фамилиите во државата. Да не ги споредуваме северњаците, таму политичарите работат за народот. Меѓутоа кај нас дека народот за кого политичарија за кого работат, гледаме секој ден. Друго што да се каже? Кои се најсрекните според вас во оваа земја? Која категорија? Политичарите и овие што се до функционерите, затоа што упорно го користат народот за освојување на своите лични интереси и богатства. Толку пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Одеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Баба Руска, како сте ми денес? Мила може ме позна. Па како нема да ве познам кога редовно ни се јавувате? Добро, малку касно се уклучи, кажи ми ја баш во темата. Денес зборуваме за тоа, веднаш ќе ве прашам дали сте срекни во Македонија, кои се оние кои што се срекни во Македонија
И за да бидеме среќна земја, од каде треба да почнеме? Од корупција, од невработеност или пак од системот целост? Така. Па вака јас ќе кажам. Јас сум многу среќна жена. Доволно старо сум дочекала. Здравје ме служи. Деца ми се добри, унуци ми се добри. Сите ми се вработени. Ниедно преко партија не ме е вработено. Се по способност. Зашто да не бидам среќна? Среќна сум, дури не ми се не умира, а ако сум 85 години, на 8 февруар ми е роѓен ден, ќе ми слава децата. Најсреќен роден ден да имате, баба Руска, и сега ќе се јавите на 8 февруари во Црвена линија. Така ќе се јавам, да може ми бе почастила, не само да се јавам. Ако се останете и ве со програмата на Тилма и се вклучите во заврти на Тилма, баба Руска, може би со вашето знаење ќе се почестите со награда. Јас вртам секој ден од како сте почнале. Имам добиено 12 поклона, имам добиено фрижидер. Фрижидер, браво! 12 поклона, сега многу тешко се добивате. Затоа што е зголемен бројот на играчи и јавувачи, но тоа не значи дека нема да ве служи среќата. Еве, ве поканувам и секако сите оние кои што се дел од Црвена линија, зошто да не видите со мене нешто подоцна по завршувањето на Црвена линија, точно во 17 часот, па заедно да го завртиме тркалото на Тилма. Што знаете, може да се освоите награда. Како да ја продолжуваме со Црвена линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој е добро и вам, во Црвена линија сте. Убав ден. Најубав ден и вам. Дали може да кажеме нешто со корупцијата сега, со невработеност само? Дали се слушаме добро? Слушам ве јас. Одлично. Еве, кажете ми дали сте среќни во Македонија, како се чувствувате? Да ви кажеме правилно, не сме многу среќни, зашто младите се ни избега на странство. Намалете го тонот на телевизорот, стишете го телевизорот. Намален ние сме во друга соба, ве слушаме убаво. Одлично. Продолжете. Сакаме да кажеме, оти младите избега се по странство. Не ни се тука, нели? Останавме само ние старите, изнаношчени што сме. И тоа е многу тешко. Некој што има помлади гледа негде да влезат да украдат нешто. Полицијата не е многу заинтересирана со тоа. И така. Како можеме да се одглавиме од дното? На што треба да работиме? На системот кој функционира само за одредена група, на невработеноста или воопшто и за корупцијата, може би да ставиме на прво место? Како ги гледате? Треба повише да се обрне внимание на младите да ни останат тука да работат, нели? Да нема многу крадење, нели? Оти по прилеп се влева по куќите, крадат. Што најдат то крадат, земат, нели? А полицијата ништо не презема. Така, ве разбравме, тоа значи дека и вие имате чувство дека младите заминуваат затоа што повеќе не се чувствуваат безбедно во оваа земја. Добро. Добар ден. Здраво. Здраво. И немојте сега погредни зборови ни кон себе. Добро, тоа, знаеш како, тоа е добро кој е човек самокритичен, не знам, не би требало да има некој проблем. Не гледаат, се разбира целата публика и не сакаме како национален медиум да примаат такви зборови. Инаку, да речеме, среќата е индивидуална работа. Сега некого у политиката го погаѓа нервоза, да речеме, и не е среќен, да речеме. Некој брзи вези работа со пари, плата, чуда, кој со жена проблем, пак не среќа, кој со деца проблем, пак не среќа. Ако нешто има проблем со децата, и онда има со нив проблем. Така да... Но што би ја направило Македонија да биде среќна земја за живот за своите граѓани? Има многу има за работа. Се што беше направено се деградира у минативе години. Овие 30 и кусур години независност. А за да се оправи, многу треба. Иначе, да речеме, мене вака лично индивидуално ме радува, да речем, имам една човека која 15 години се мучи меѓу другиве дрва да
пркне малку да напредне. Сега тек успеа да ме надпрли за една глава. И да речеме тоа ме радува што она напредна, значи најпосле ишала и тргна ме радува. Така да викам ке го биде некој, многу ми е жал, скоро може и повеќе од 15. Тајмерот е 90 секунди, но тоа не верувам дека треба вас да ве подсетувам со оглед на тоа дека редовно се јавувате. Секако ќе ве поканам по завршувањето на Црвена линија заедно со мене да го завртиме тркалото на Тилма. Може би ќе имате причина денес да бидете посреќни, односно да освоите награда. Во меѓувреме зборуваме за тоа како Македонија може да котира високо на листите за меѓу најсреќните земји за живот за своите граѓани. Добар ден. Ден. Црвена линија, повелете. Среќни ли сте во Македонија? Па, среќна сум, ама да ми се тука децата, ќе бидам посреќна. А инаку не сум среќна за тоа што со една пензија не се живее во Македонија. Живеат тие што седат на поголеми фотели, а инаку ние со една пензија не се живее. Еве, ако не е тајна, во кои земји заминаа децата? Каде живеат? Па едното отиде на југ, другото е во Германија. Па еве, што е тоа што дали се среќни, например, детето што е во Германија, што вели, како е животот таму? Децата таму се среќни со добри плати, со нетешки работи, али сум ги изучила со факултети, за да бидат со факултети, а не вработени по Македонија, а да одат во друг град да работат. Тоа нели не е фер? И тоа со 20 родители не на работа, како ми била мојата душа кога сум ги учела, на школа сум ги праќала, па и ван град факултети. Тоа се две куќи да ги гледаш. А еве, според вас, која категорија на луѓе среќно живеат во Македонија? Па во Македонија среќно живеат тие што имат убави плати или убави пензии. Така да, нека зима мажот ми пензија 35.000, ќе бидам задоволна. А инаку незадоволна сум. А колку зима во моментот? Мажот ми зима 16.000. Денеска дојде сметка за струја и се прекрстивме и двајцата, зашо да ги дадиме тие 16.000. Благодарам за јавувањето. Ако има гледач, велам веднаш. Добар ден. Добар ден. Како сте? Па, јас сум добар. Добар. А среќен ли сте во Македонија, да прашам? Види, ќе бидам пресреќен во Македонија, ако се исправи она што се сгреши. Што се сгреши? Ако ги видам во затвор, сите оние што ги запуштија комбинатите. Замислете Зиг Пелагонија, Лозар Битола, вработува илјадници, вработени сега, нема ништо од тие комбинати, уште и мињата остана. И се увозваме ние сега и сега да бидеме среќни, а некој ги изеде и ги продадо. Тие луѓе треба не да се судат, туку да има закони да се стрелат. Замислете, Битола нема ништо од фабриките, имаше фабрики, Битола-Текс, фрижидери, шекерана, Битола-Текс. Да не ги набројувам. Сега од тоа нема ништо, сите ги купија и ги продадо и се збогатија само неколку десетници луѓе, а другиот народ остана сироман. И кај барате да биде овој народ среќен? Среќен ќе бидиме само, ви кажам. Лозар беше комбинат кај што имаше производство со милиони евра се броја. Сега нема Лозар уште ле останато. Насад имаше 500 хектари лозија, нема ништо. Имаше 300 хектари вишта, нема ништо. Благодарам вам за јавувањето и секако, еве, ќе го
подигнеме расположението по завршувањето на Црвена линија. Јас топло препорачувам сите вие кои што сте дел од ова големо семејство на Црвена линија, па и оние кои што можеби прв пат ја следат, да останете и понатаму по завршувањето на Црвена линија. Ве поканувам во мојата нова канцеларија наречена Заврти на Телма, па зошто да не ве малку расположени, се разбира, да ве направиме среќни да освоите награда. Така да еве сега си ја користам и Црвена линија, особено за моите гледачи кои што се редовни, да продолжат и еве да бидат заедно со мене во едно малку поинакво расположение со можност за награди. А сега одиме со реклами, малку да земеме здив и знаете, следуваат резултатите од Инстаграм анкетата. Ете, малку така да земете здив и веднаш да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Се разбира, денеска зборувавме за тоа дека според Happiest Countries in the World или најсреќните земји во светот, Македонија се најде на 92-то место. А на прашањето од Црвена линија на Инстаграм, таму задолжително да не заследите. Еве, сега ќе можам и да ви покажам. Еве како гласаа нашите инстаграмџи кои што не следат. На прашањето дали се чувствувате среќни во Македонија, со да одговорија 48%, а со не 52%, што не е некоја голема разлика. Драги мои, тука завршуваме со Црвена линија, но јас се гарантирам дека ќе бидете среќни ако останете и понатаму. Веднаш за некоја минутка ќе бидете повторно со мене и ќе го завртиме тркалото на Телма. Особено гледачите од Црвена линија ги покануваме еве само да се преместат во едно друго расположение и зошто да не ве направиме среќни и да имате награда плюс за денес. Благодарам за учеството во Црвена линија. Утре ни е повторно во истиот термин, а сега одиме со Заврти на Телма. За кратко.